Созара набавува овошје и зеленчук за 30.000 евра. Чи оваа држава у која што имаме луѓе кои што се лекуваат со донации на социјални мрежи, оваа држава у која што не се знае утре дали државата ќе може да исплати плати, у која што минималната плата е 24.000 денари, две минимални плати не можат да ја покријат потрошувачката кошничка, практично луѓето се во минус неколку десетина илјади денари секој месец. Оваа држава си дозволува луксус да набавува овошје и зеленчук во вредност од 30.000 евра. Ова е така затоа што кога објавивме дека владата набавува манго, папаја и така натаму, премиерот излезе и кажа: "Па добро, ние сме луѓе, мораме да јадеме." И на тоа реакцијата беше сконцентрирана на социјалните мрежи, не беше протест. У нормална држава во која што имаш половина милион луѓе кои што живеат под прагот на сиромаштија, во држава во која што 70% од луѓето земаат подпросечна плата, да кажеш дека мора да јадат и во владата и да се луксузираат на ваков начин, веројатно ќе имаше илјадници луѓе на улиците и протести. Кај нас немаше. Реакцијата на јавноста беше сконцентрирана на социјалните мрежи. Немаше ништо поише од тоа и затоа владата продолжува како до сега.